Добро утро и од мене. Го следите најновото издание на магазин. Денеска ќе биде многу интересно, ќе биде креативно, ќе биде експерименти во студио, затоа што за прв пат имаме ваков тип на гостинка, односно Катерина Трајанова Димев, да не го сгрешиме презимето, единствен сертифициран тренер по фрактално цртање во Македонија. Не знам дали сте слушнале за ова, но фрактално цртање значи дека според она што ќе го нацртате и како цртежот ќе го обоите, се разбира според насоките кои што Катерина ќе ви ги даде, и тоа како може да се забележи, да се направи мала анализа на вашата моментална емотивна состојба. Ова е многу интересно и денеска одлучивме со Катерина дека ќе цртаме во студиото, односно јас ќе бидам експерименталното глувче, па да видиме како тоа функционира на дело. Се на се ќе биде интересно, евентуално може и да си земете слободно некое моливче, хартија и играјте заедно со нас. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Валентина. Како си? Добра сум, да, добро. Јас Катерина, ма Кате некако ми Не, сите ме викаат Кате. Така и ми иде од старт. Да, сите ме викаат Кате. Да. Кажувам Катерина во главата ми иде Кате, викам од сега ќе бидеме на Кате и на ти. Да, благодарам. Добре дојде. Многу ми е драго што денеска ќе се дружиме и ќе зборуваме за нешто што е сосема ново и различно. И на крајот денот е многу важно, е поврзано со нашата емоција. Сите ние сме свесни колку нашите емоции се исклучително важни, нели, за нас. Добар ден, да се представам. Јас сум Кате од Ведра Едукација, единствени сертифициран тренер по фрактално цртање во Македонија. Техниката фрактално цртање е многу интересна техника, пред се психолошка, бидејќи се црта една минута со затворени очи на бел лист хартија, и кога ќе се отворат очите, цртежот, односно фракталната мрежа, представува вашата моментална емоционална ситуација. Потоа цртежот се бои во големите и средни пулиња, ова е иницијален фрактален цртеж да го покажам. Големите и средни пулиња се бојат со светли бои, а малите пулиња може и да, тоа е тоа. Можам тука за полесно да, а малите и темни пулиња се бојат со темни бои. Аха, тоа е насоката, значи големите полиња треба да се бојат со светли и неутрални бои. Например, тоа се жолтата, зелената, сината, портокаловата. Инаку во средните полиња обично се бојат со кафена боја, со светло кафена, со окер. И малите пулиња, бидејќи малите пулиња ги искажуваат нашите негативни емоции, збориме тага, бес, лутина, анксиозност и депресија, се бојат со црвена боја, со црна боја, со темно-сива боја, бидејќи секоја боја во фракталното цртање има свое значење. Аха, тоа е уствари на крај анализата и сето на што нели се да, секоја боја во фракталниот цртеж. Чекај сега да прашам, овие цртежи некој ги има, овие се како примерок или некој ги има цртано на работилниците, па и ова се мои цртежи. Ова се твои цртежи. Да, ова е цртано со затворени очи. Ова е фракталната мрежа е цртана со затворени очи. Да. Тоа е темата кругови, вие што ја држите. Да. Ова е дел од мојот најнов циклус фрактални цртежи. Ова е знакот лемнистка, односно бесконечност. Ова е фракталниот цртеж на тема триаголници. Фрактален цртеж на тема кругови и ова е мојот последен цртеж со тема петокрака или звезди, што кажуваме ние со нашата професорка на едукациите кои што посетуваме. Моментално јас не би го донесов, го работам цртање со лева рака и боење со лева рака. Тоа е предизвик. Тоа е баш еден добар предизвик. Нешто сосема различно. Освен за оние кои што стварно цртаат со лева, за нив ќе биде секојдневие. Да, тие дали би требало со десна? Со десна, да, и да го избојат со десна рака цртежот. А ние треба да нацртаме со лева и да го избоиме со лева. Тоа ќе биде весело. Да, меѓутоа самата техника фрактално цртање е насочување на емоциите на правилно на хартијата. И тоа е целата работа со фракталната техника. Од кого дозна, од кого слушна за фрактално цртање, како Кате се одлучи за кариерата да оди во оваа насока? Ќе раскажеме за твоите претходни работни искуства, сосема неврзано со ова, иако уметноста е секогаш дел од тебе. Да, уметноста е секогаш дел од мене. Пред 10 години јас излегов од една работно место каде што не беше соодветно за мене како креативец. Го формирав Мис Кейти, тоа беше бренд од хартија, дизајн од хартија, кој што организирав детски родиндени, креативни, правев котивчиња, организација на детски родиндени.
Во меѓувреме дојде ковидот, кој што не затвори дома, па се одлучив за дигиталниот маркетинг, учев Академија за дигитален маркетинг онлайн, работев во фирма за дигитален маркетинг, меѓутоа лани од февруари месец никаде ги посетувам в едукациите кај професорката Мартина Косец-Риба во Загреб. И од лани, од септември, октомври месец, професорката формираше Видео Академија, каде што ние од просторите на поранешна Југославија цела група посетувавме и добивме да бидеме сертифицирани тренери за фрактално цртање. Сега, што значи твојата улога и позиција на тренер за фрактално цртање? Мојата позиција, моментално јас држам работилници за фрактално цртање, бидејќи за работилници за деца и за возрастни, веќе се одржани маркетинг работилници пробни во неколку градинки, во неколку училишта. Од оваа година, од некаде од февруари-март месец, почнав да држам работилници за возрастни во моите простори дома, на локација во Тафталиџа 2, за возрастни, за деца. Целта на фракталното да се донесе техниката фрактално цртање во Македонија, но целта е да се изразиме себе си преку цртежот, односно ликовниот потенцијал на личноста и на детето. Бидејќи јас нити сум психолог, нити сум педагог по професија, целта е да ја проширам техниката и да разберат за неја во Македонија. Така, многу ме интересира како се прави анализата на цртежот, тоа е најинтересниот дел кога се очекување. За анализа на цртеж се оди на посебна обука, затоа што мора да имате некои предзнања и основи. Анализа на цртеж, јас, например, можам да направам анализа на цртеж, меѓутоа избегнувам да го правам тоа, затоа што секој може да го злоупотреби, мислам, за некои своји причини. Например, еве, ќе земам еден обичен иницијален цртеж, каде што се гледа каде ова се гледа анализата на цртежот, ова е минатото на личноста, ова е сегашноста, а ова е иднината. Тоа е целта. Од лево кон десно. Да, од лево кон десно. Со тоа што овие сите што се темни работи што се дел од во минатото што се случуваат во сегашност и во иднината. Има интересна работа што на пример овие кругови, овие ситни работи, тоа се дел од некои ситуации во иднината, и ова е во минатото и ова е во сегашноста. И врз основа на тоа се прави анализа на цртеж. И сега вака сите кои што ги гледаат сигурно викате како може сега јас да нацртам нешто таму и тоа да зборува за мене. Тоа морам вака народски да го прашам. Кои се обяснувањата, кои се истражувањата позади целата ова техника? Истражувањата на техниката фрактално цртање е смирување на умот и насочување на свесноста кон цртежот, бидејќи тие една минута која ја цртате со затворени очи, вие се поврзувате со вашата интуиција и го добивате вашиот цртеж. Затоа што може и секогаш е препорачливо пред да се црта фрактален цртеж да се смири умот, да се напиете една чаша вода и тогаш да го наработите цртежот. Значи кога сте вознемирени, кога сте под стрес, не се прави. Јас имав покана после трагедијата во Кучани да имам неколку бесплатни часови да држам таму, бидејќи професорката ме замоли, тоа ќе беше на доброволен карактер, да, бидејќи тие деца имаат се што пројдено во тој период, чисто да ги нацртат цртижите, се со цел да ја искажат нивната лутина, бес и агресија за тоа што се случи. И целта беше да се црвената и црната боја да доминираат. Фактички лутината, тагат и бесот на она што се случи, да го искажат на цртежот. И го реализиравте тоа? Во иднина се чекавме да помине време, заедно со сапорт Кучани, имавме контакти и се уште сме во преговори да на доброволна основа јас како бидејќи сум единствен едукатор да одам да одржам неколку часови во гимназијата во Кучани и во другото средно училиште и кај нивните простории. Така. Тоа е на доброволна основа, да. Така, среќна ли си што имаш можност овој нов метод на изразување на емоции, барем за кај нас нов метод, да бидеш единствената која што ќе не едуцира, ќе ги прави овие работилници? Јас сум пресрекна, Тино, да ти кажам, затоа што јас веќе кога почнувам да ги држам работилниците, не само што сум детски љубопитна, затоа што моите почетоци за работна кариера се во градинка. Стварно? Да. Ова до крај на емисијата кој знае што ќе испадне. Моите почетоци се во градинка 13 ноември, јас таму работев и студирав и така ме однесе патот на некои други води, да речам, не соодветни на мојата струка. Меѓутоа ќе кажам дека да се работи со деца и да се работи со возрастни е прекрасно. Мислам, првата работилница во дома ми беше со возрастни, со прекрасни едни мајка и кирка, која што направија одлични цртежи.
Исто така со деца, децата се прекрасни, мислам, прво како личности, второ одлично прифатија техниката. Исто одржав неколку работилници, едно во училиштето Јахјак имал, едно во државно училиште во село Стајковци со професорка Или, две во работилници во градинка, во детската градинка Колгорес и во детската градинка Урца Николов. И на терен работа имаме сега. Добре. И сите одлично ги прифатиле, затоа што јас преферирам во мојата работа на децата да им давам различни техники за фрактално цртање. Збориме арт-терапија, последните работилници беа интересни. Првото беше цртање на детски песни, меѓутоа децата рекоа не сакаме ние ова да работиме, ќе работиме мозаик. Работевме мозаик и сега на наредната ги прашав што сакате на наредна да работиме. На наредната работевме техника акрилен фломастер на камења. Добро. Од море што ги собираат децата и последната беше цртаме со затворени очи, што одржав, а тоа беше децата црта со затворени очи и после цртижите треба да ги обојат. Дали со водени бои, со темперни. Тоа им беше најинтересно? Со затворени очи? Да, со затворени очи. Имав неколку дечиња, едното бија на возраст прво оделение, трето и пето оделение, со тоа што децата, секоја дете во различна возраст различно црта. Меѓутоа беше интересно и да нацрта човечиња, друг нацрта како некој интересно маче, па некој го дотерувавме цртежот, им помагав исто и јас за тоа што да се изразат. Сакате како со затворени очи ги цртаме, тоа беше првото прашање. Што ако сгрешам? Што ако сгрешам, ја викам сега тоа не треба да мислиш, ти треба да црташ со затворени очи. И после им дадов слобода и со раце и со читки да работат и направи одлични цртежи, си ги земаат дома. Имам обичај пракса, веќе последните неколку работилници им давам потврда за учество од видер едукација. И тоа мислам за нив. Сигурно има еден огромен мерак и интересно исто. Буквално. Тоа е многу интересно. Интересно е што дека ги држам во моите дома простори и секогаш сакаат да видат што какви боички имам, дрвени, од кој квалитет, па што друго. Да, и кај може да влеземе ке тебе во соба, па ке најчесто така, инаку и моето дете е исто креативец. Тој е музичар и така. Сите во фамилија имаме некоја. Баш убаво. Значи уметноста на ова или на оној начин буквално ја има во твоето семејство. Да, ја има во моето семејство. Мојот татко покоен бил играурец, мојот дедо од мајка страната бил познат фолклорен пејач. Моето дете е музичар, свири електрична, свири бас гитара. И така имаме доста. Ти си единствен сертифициран тренер по фрактално цртање, да. Баш интересно. Ти си добар пример дека креативноста во нас не може да исчезна. Нова или на начин или мора некако да биде присутна, ама па и си добар пример дека никогаш не е доцна за промена на кариера, би рекол. За промена на секојдневи и така натаму. Како Кате од ревизор, нели, сега тоа е по на претходното искуство, стигнува до едукативни, креативни уметнички работилници. Како успеа 10 години да бидеш во ревизорскиот сектор со целата таа креатива во тебе? Многу подолго во ревизорскиот сектор, бев 13-14 години во ревизорскиот сектор, кој што е многу напорна и многу одговорна работа, меѓутоа поради одредени причини во структури во фирмата, јас напуштив и си земав со помош на супругот, земав своји материјали од материјали за печатење, катери, сето тоа што треба, почнав да правам организација на детски родиндени, кутивчиња, па дојде ковид. Тогаш се сертифицирав за дигитален маркетер, таму работев во фирмата кај нив, 10 години, неколку години како копирајтер, затоа што сум добра за пишување. Инаку моите почетоци се одам на запишување, затоа што јас имам учествуване на струшки вечери на поезијата, таму имам доста награди, освоено, на млада струга, на други, така да мојата креативност датира од многу порано. Браво. Како се одвиваше начин на едукација, на пренесување на знаењето со хрватската професорка? Лани во февруари месец разбрав за обуките кај професорката Мартина Косец-Риба и почнав да ги посетувам. Сега не знам дали го носам првиот мој цртеж, мислам дека не го носам. Првиот мој цртеж фрактален и хаотичен. Чекај, сертификатот ја сакав да го покажам сега, само. Не може, еве го мојот цртеж. Ова сакам да кажам. Ова е првиот цртеж. Ова е првиот цртеж на... Добро, ова е дипломата, ова е првиот цртеж. Ова е првиот цртеж кој што ја покажува мојата емоционална состојба, направена во февруари месец 2024 година, кој што мојата професорка рече дека е хаотичен.
Јас да, јас и секој Баш личи уредно, морам да признам. Тоа сите го кажуваат дека личи уредно. Не, мислам јас кога го направив цртежот, професорката рече Катерина, мислам дека треба нешто друго да посетуваш затоа што ти е хаотичен. Јас бев во еден многу тежок период минатата година. Имав неколку лични трауми од кои мојот татко почина и некои други приватни проблеми и ситуации. Она која ќе се собере секако. Да, на 2-3 месеци така ми се случува циклично и ако не беше фракталното цртање, немаше да се надминам и проблемите мои и да се доведам во оваа ситуација кај што сум сега, например, еве го цртежот последен што кажува за мене. Како беше пред и потоа? Да, пред и тоа. Имавме последната обука со професорката, рече Кате, ај молим те, вика, извади го првиот и последниот цртеж, демек. Добро, сега вака кога ќе споредиме, кога ќе споредиме има разлика. Има разлика. Да. Има разлика. Инаку исто така имавме обука што е многу интересна, едно од моите побави цртежи е цртање на песна, македонско девојче. Јас како тоа изгледа цртање на песна? Цртање на песна, јас имав пракси со децава тоа да го едуцирам и тоа децава во Македонија не се некако заинтересирани затоа што слушаат различни жанрови на музика. Тоа е од просториите на сите поранешна Југославија, секој требаше да црта, на пример требаше да се црта на метал, на џез, на рок, на Бах, на пример на класична музика и секој не требаше песна да земе по избор. И јас мојата песна беше Македонско девојче и потекнувам од Македонија. Цртежот е фантастичен, сега не го носам затоа што така. Штета. Ќе беше ова интересно да се видиш. Мислам дали го земав од Цабале, меѓутоа мислам дека не. Тоа беше што нацрта? Како тоа изгледаше од прилика? Тоа е вака шарено е, мислам, вака, кога цртате на песна, ритмите се прекршени. Например, кога цртате на метал, вака ви оди раката. Кога цртате на метал, кога цртате на џез, например, исто имате прекршени ритми. Кога цртате на Бах, линијата е по-блага и по... Да, меѓутоа, кога цртате на македонско девојче, интересно беше што јас имав пример од една наша македонска група, која што ја свири песната Македонско девојче, ја направив, неколку имав пробно македонски песни од наши групи, меѓутоа кога излезе цртежот, значи е еден од моите подобри цртежи е песната Македонска. Ова значи дека фракталното цртање тоа како ни помага да се носиме, ама веројатно и да се насочиме со емоциите во моментот. Тоа значи во период кога не се чувствуваме најокей и така натаму, дека е една добра терапија за малку да излеземе од тој круг. Барем според тоа што ти лично ми го кажуваш. Фракталното цртање е арт-терапија, еден вид арт-терапија и се практикува за секој што... Јас имам личен пример, не само јас, меѓутоа и моите колешки во групата што сме, што ги имаме надминато нашите ситуации кои што се стварно травматични, некои од нив. Исто така има еден интересен пример, професорката ни го има кажано, а тоа е, например, доколку некој е болен, може да нацртате фрактален цртеж со зелена боја и да му го подарите во знак на оздравување. Тоа е еден вид на одличен подарок, кој што сака да... Затоа што зелената боја одмара, затоа јас ви кажав, секоја боја во фракталниот цртеж да се задржиме има свое значење. Сината означува мир, протокалтуловата означува креативност, потоа розивата е бојата на сочувството, сината е бојата на мирот, зелената е бојата на балансот и растот, окерот бојата сред кафината и темно кафината е бојата на промената. Мислам, на промената. Исто така црната е означува тагата, црвената анксиозноста, тагата и депресијата и затоа што тоа се генерално за основните бои што треба да се знае во фракталното цртање. Интересно. Ајде да цртаме. Ајде, да. Што и како сега ти ќе ми објасниш? Сега една минута со затворени очи се црта на бел лист хартија. Добро. Ќе штоперка една која има, ќе ја уклучи. Добро, може ли да гледаш ти на часовникот? Јас ќе гледам на часовникот. Од прилика сега. Да, од прилика. Сепак ова импровизирани услови. Да, и ќе црташ со затворени очи. А што треба да цртам и дали со десна или со лева рака? Со десна рака. Со десна, не, треба да цртате фрактална мрежа, тоа е по интуиција, не цртате форми. Добро, не се црта форми. Да. Ќе биде сега ова хаотично. Ке ти треба време за добра анализа. Може уште малце да почнем, уште неколку секунди, па ќе да почнем. Може да почнеш.
Мислам дека излегов надвор од хартијата. Тоа не треба да ве загрижува. Добро, окей сум, значи. Тоа прашање сите го поставуваат. Како беше на какви има, добар си. Морам да кажам дека на почетокот мислев дека од прилика имам точна перцепција што и како цртам, меѓутоа веќе Не треба да се има. изгуби во мрежата, така што ќе видиме како ќе изгледа. Колку време имам до сега? Уште 2-3 секунди. Стварно? Во ред, доста е. Уф. Ти реков ке имаш многу работа. Првата и последната линија овде и првата кај што сте почнале, Изгледа сега ова. треба да ја поврзете. Аха. Добра. Да. Ете така. Може да ми го дадете цртежот. Значи, Ја изгубив перцепцијата за времето, тоа да, сакам после да го ќе си го искоментирам. довршите овде и овде може да си го поврзате само со муливка и што да не, за да не излага, да се мрежата да биде целосна. Првото тука. со крајното, не, тоа овде. Овде, ова со ова. Ова За со да ова. биде целосна мрежата, по ваше кај што уверување, да, излегов, да. Цвејки испадна. Да. Ова е вашата емоционална ситуација на цртежот. Добро. Да. Значи, одлична фрактална мрежа нацртана, како за прв пат. Значи дека Така? сте... Да. И Е, хаосот во главата. Да, вика. иначе хаос во главата има. Овие сите што се заплеткување, тоа е хаос во главата и некои работи што ви се им внатрешно што ги доживувате. Меѓутоа, тоа ни треба да ве восхрабрува. Сега наредно ќе биде вашиот чикор и да го јас ќе ви оставам буички да го нацртате, да го набуите цртежот. Значи, генерално цртежот ви има блага форма, што значи дека немате никои ситуации кои што ви се со лоши или некои, да речеме, травматични, меѓутоа има и некои ситуации кои што се замрсени, ме сваќате. Меѓутоа цртежот за како за прв фрактален цртеж е одлично нацрт. Ова треба да биде вистинска фрактална мрежа. Значи не треба вие да мислите што ќе цртате. Да. Мене ми викате сега децава како јас, тетка Кате како јас ќе нацртам, што тоа ќе биде, не треба да се размислува. А ги споредуваат вака со друг твоите пубаво? Да, имаше повеќе, значи зависи до родителот, што ќе да го донесе детето на работилница. Мене неколку пати ми се водат ме прашуваат дали правам анализа на цртеж. Работете децата да се изразат креативно. Да, интересно беше последната работилница, они си ги споредуваат цртежите. Нормално е деца се. Меѓутоа беше затоа што децата беа од различни возрасти, 5, 3 и 3 правачиња и сега нормално дека си ги споредуваат. Секој различно, едното дете нацрта како човечиње, другото нацрта маче, па со не, едното нацрта како од Майнкрафт ништо. Нели тоа е актуелно вака, па после тоа со прсти, девојчето нацрта природа. И секоја следна работилница јас децата ги прашувам што сакате да работиме. Актуелно во Ведра едукација сега е што до 18 јуни јас организирам и летни работилници за фрактално цртање, бидејќи децата се на распуст. И еве да најавам летната школа за фрактално цртање која ќе почне од 18 јуни во просториите на Ведра едукација во Тафталича 2. Супер, ќе им биде тоа едно убаво искуство. Јас ова ќе си го задржам. Да. Сега задача е да го избавам и да ти го пратам. Да ми го пратите. Да И го ова видиш. е, мислам, многу секој цртеж кој што секој ќе си го нацрта, многу е убаво да му стои дома и да си го врами, затоа што е, мислам, посебно уметничко ремек дело. Иако ситуацијата може вие мислите дека не ви е сјајна, се препорачува цртежите да бидат изложени во некоја просторија каде што спиете, каде што движите. Да те потсетува веројатно на тебе, на твојата состојба. Да, иначе секој цртеж, последната обука е, ние цртаме петокрака, ова е например триаголникот, кругот ја означува триаголникот означува Светото Тројство, Отецот, Синот и Светиот Дух. Кога работиш треба да се фокусираш на духовноста. Лемнистката е знакот на бесконечност кога цртате, затоа што исто така квадратот е четирите страни на светот, четирите страни на лично и на земја, воздух, четирите елементи, земја, воздух, како пише? Земја, воздух, оган. Оган и етер, како беше, не можам да се сетам. Воздух. Да, и тоа се и затоа што секој ова е кругот ја означува целовитоста, меѓутоа ова е основниот фрактален цртеж. Фракталната мрежа. Интересно. И пожелно е да си ги закачувате кога ќе изработите цртежите дома,
И тоа е интересно. И инаку јас имам обичај кога имам некој подарок или настан, бидејќи вас ви беше роден ден и ви подготвив една честитка, повелете, ова е фрактален фрактал. Најмногу. И така. Ајде да го покажеме тука. Еве го со датумот на роденденот. Многу ти благодарам. Многу ми се допаѓа и многу ми значи вниманието во секој случај. Ете така. Ти благодарам за денешното гостување. Беше интересно искуство. Верувам дека ги заинтересиравме луѓето, дека ќе размислат на оваа тема. Да. А Кате е тука достапна на социјалните мрежи нели секогаш за да те искомуницираат и да научат нешто повеќе и за уметноста, ама пред се за себе. Да, јас мојот работен профил е Видра _едукација на Инстаграм и Видра едукација на Фејсбук. Во текст се уписите на летната школа и било што и за возрастни, за деца, дури и за пензионери е интересно фракталното цртање. Веќе во одреден дел во поранешна Југославија имаме ни една колишка која што држи работилници за возрастни групи на лица. Тоа е интересно и мислам дека и повозрастните кај нас веќе им фали нешто поразлично и затоа веројатно тој интерес на спознавање на себе си е дополнително во развој кај нас. Да. Секој може да практикува фрактално цртање, секој може да практикува од 5 години плюс, кој што може да држи мули во раката. Одлично. Фала ти многу, Кате, да се гледаме за убави работи и успешна креативна сезона, летна. Ви благодарам многу за гостувањето. Во продолжение ќе одиме со Владо Јаневски за крај на денешното издание. Утре во петочното издание на Магазин имаме музика, промоција на видеозапис, затоа бидете со нас и гледајте сите.